Добар ден, дневник на К3. На две семејства од Кратово им се реши стамбеното прашање. Тие добија клучеви решенија и договори со што го решија најважното прашање да имаат собствен дом. Ова беше одлучено по неодамнешната посета на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во Кратово. Комисија на влада за стамбено прашање додели решенија, договори и клучеви на две ранливи семејства од Кратово. При неодамнешната посета на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во Кратово, тој оствари средба со 4 семејства од градот, кои се пожалија на лоши услови за живот и дека имаат потреба од стан. Тие поднеле барање до Комисијата за стамбени прашања. Разгледани се сите барања и е донесено позитивно решение во однос на 2 случаја, но и другите 2 во иднина ќе бидат со позитивно решение. По запознавањето на премиерот Никола Груевски, на председателот Никола Груевски, по однос на овие проблеми кои што се јавија, беа разгледани нивните прашања експресно во комисијата при владата и беше донесена и позитивна одлука во која што денес му се врачува стан со квадратура од 70 на метри квадратни, со цена од 76 метри квадратни, со цена од 35 денари за купнина по метар квадратен. Што значи тоа е некоја цена која што е прифатлива за нив, цена која што на некој начин е символична и е согласно нашата методологија за проценка и поточно издавањето под закуп на вакви стамбени објекти кои што ги даваме за социјално ранливите категории. И двете семејства подпишаа договор за закуп со цел во иднина да живеат во тие станови и да им се подобрат основните услови за живот. Ова можност за мене представува големо решение, значи за стамбеното прашање. Јас јавно сакам да се заблагодарам на оваа влада, посебно на председателот Никола Груевски, што ми вети во Кратово дека ќе се разгледат моите документи и еве денеска конечно позитивно е решено. Јас 8 години сум фамилиарен, а 15 години живеем под кирија во Кратово. Добра можност за понатаму за живење, значи. За нас представува најубавиот момент во нашиот живот, значи да се добие нешто ваква работа. По денешни услови ова е стварно. Колку членови број вашето семејство? 6 членови сме моментално, 4 дечи и ние двајца. Како живеевте претходно? Со сопруга. Понапред живеевме така и така, значи во мали услови, несоодветни, со 3 фамилии, со мала квадратура. Значи сега стварно подобро би било се дефинитивно, значи не е како што ќе биде, што беше, значи. И сакам најпрво да се заблагодарам на сите институции и по-конкретно на премиерот Никола Груевски за неговото залагање и така да. Многу благодарам на сите. Од комисијата додадоа дека средбите што ги остварува председателот Никола Груевски и нивните барања од граѓаните во целост ги исполнуваат и завршуваат. Средовечен маж си го одзеде животот денеска скокајќи од вториот кат во зградата во која живеел. Самоубиството го потврди и Кумановската полиција. Утрово во 8 часот и 20 минути граѓани пријавиле во СВР Куманово дека на плочник во зграда лоцирана на улицата Димитрije Туцовиќ во централното градско подрачје во Куманово пронајдено е безживотно тело на повозрасен маж. Полицијата изврши увид и утврди дека станува збор за самоубиство на 62 годишен кумановец со иницијали љм. Според соседите, средовечниот човек скокнал од вториот кат од зградата во која живеел. Телото е предадено на семејството за погреб. Царината на Србија кај македонски државјанин пронајде 99.000 евра и 47 пакети злато. СВР Куманово поднесе кривична пријава против љг-22 од Радовиш. Поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење на работа на безбедноста. Во продолжение вестите од билтенот на МВР.
СВР Куманово поднесе кривична пријава против љГ-22 од Радовиш поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење на работа на безбедноста. На 7 април 2016 година на автопатот Куманово, граничен премин Табановце, полициски службеници забележале 3 патнички возила, од кои излегувале мигранти. На местото на настанот биле затекнати 7 мигранти, а при обид да се легитимира возачот на патничкото возило Мазда. Истиот го стартувал возилото, пошто удрил во полицискиот службеник со браникот во десната нога и го прегазил по стапалото, нанесувајќи му телесна повреда. Српските цариници спречиле оби за шверцување голема количина пари и злато на македонско-српската граница. Како што јавија српските медиуми, во автомобил на македонски државјанин биле откриени 99.000 евра и 47 пакети злато при царинска контрола на влез во Србија. Според информациите од српската царина, девизите и златото биле скриени во пределот на менувачот во автомобилот Volkswagen Passat, кој бил со македонски регистарски таблички. За сега нема повеќе информации за идентитетот на возачот, за потеклото на парите и златото, ниту за крајната дестинација на неговиот товар. Општина Куманово, јавно предпријатие Чистота и зеленило и Пакомак склучија договор со кој се обврзуваат за собирање селекција на амбалажниот отпад во Куманово. Договорот е 4 годишен, а годинава Пакомак е додели 40 контейнери за стакло, хартија и пластика. Општина Куманово, комуналното предпријатие Чистота и зеленило и Пакомак денеска потпишаа договор за собирање и селекција на отпад. Во овој 4-годишен договор предвидено е да се постават 600 контейнери во Куманово. Првата година Пакомак е подели 40 контейнери за стакло, пластика и хартија во централното градско подрачје. Суштината на овој трипартитен договор е да ги прво намалиме количините на отпад, со селекција на отпад добиваме прво заштита на животна средина, бидејќи на тој начин ги враќаме во сировините во употреба, а се намалува габаритот на отпадот и на тој начин ја заштитуваме животната средина. Во Куманово се собираат 50.000 тони отпад, од кои 10.000 тони амбалажен. Бенефит освен граѓаните ќе има и Чистота и зеленило, која ќе може да го продава отпадот и да оствари приход. Заедно со општина Куманово ќе направиме и одредена кампања меѓу граѓаните за подигање на свеста, значи да ги едуцираме каде, во која канта, што да фрлат. Комуналното предпријатие сукцесивно ќе ги поставува контейнерите, првин во центарот, потоа во приградските населби и на крај во селата. Оперативното менаџирање ќе биде под нивна надлежност. Сите овие работи оперативно ќе ги изврши јавно предпријатие Чистота и зеленило, од поставување до оперативно изнесување и депонирање на смет на депонија, до лицитација каде што отпадот ќе биде материјално ќе биде продаван и материјален бенефит ќе има јавно предпријатие Чистота и зеленило. Во рамките на договорот и едукацијата, денеска пристигна и екоавтобус во Куманово, во кој основците од Крсте Мисирков се едуцираа за процесот на селекција на отпадот. Во Општинското основно училиште Крсте Мисирков во Куманово се реализираше пролетната акција од семче до дрвце, што се организира во рамките на Денот на дрвото. На учениците им беше доделен семенски материјал од дела за кои имаат задача да го засадат во домашни услови, а истиот потоа ќе биде пресаден за време на есенската акција во училишниот двор. По повод Ден на дрвото, сите основни училишта од градот организира акција под мотото од семче до дрвце, засадија својата иднина. Во основното училиште Крсте Мисирков учениците имаа засадување на семенски материјал од дела. Материјалот им беше даден на учениците од 8 оделение да го засадат во домашни услови и истите ќе бидат пресадени за време на есенската акција во училишниот двор. Целта на ваквите акции учениците да стекнат навики како да ги чуваат зелените растенија кои се филтри на планетава. Тоа е една мотивација, значи едно да се развие еколошката свест кај учениците, да засадуваат, бидејќи ти знаат дека самите растенија се филтри на природата, дека се услов за живот, значи бидејќи сето тоа е реализирано во наставните единици што тие ги имаат по биологија, значи или другите природни науки. Така да тоа е целта, да учениците стекнат навики, значи како да ги чуваат зелените растенија кои се филтри на планетава. Со ваквите акции учениците покажуваат интерес за грижа за садење семе, негување на садници и дрвца, зачувување на шумите и со тоа да се потикне и развие екосвеста, екопатриотизмот и екокултурата.
Цените на бензините од ноќеска на полноќ се зголемуваат за половина, односно за 1 денар, а цената на евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство не се менуваат. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажната цена на Евро Супер 95 се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 62 денари, додека Евро Супер 98 поскапува за 0,5 денари и ќе чини 63,50 денари. Малопродажните цени на евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство не се менуваат, остануваат на 44,32,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот не се зголемува, за килограм и ќе изнесува 16,930 денари. Според комисијата, новите цени се резултат на повисоката цена на нафтата на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период, како и на понискиот курс на денарот во однос на доларот. Конечниот избирачки список според кој ќе се гласа на предвремените парламентарни избори ќе биде објавен на 25 април. Соопштуваат од Државната изборна комисија, од каде го доставија роковникот за планираните активности во наредниот период, се до одржување на изборите. ДИК официјално го објави роковникот за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Министерството за информатичко општество и администрација според роковникот за изборни дејствија во пресред на предвремените парламентарни избори на 5 јуни од денеска треба да достават податоци за државната и општинската администрација, како и за јавната администрација до ДИК. Рокот за доставување на податоците е 5 дена. Исто така и Министерството за надворешни работи во рок од 5 дена треба да достави податоци за дипломатите вработените во соодветните дипломатско-конзуларни представништва, односно конзуларните канцеларии. Државната изборна комисија завчера го усвои роковникот за изборните дејствија во пресред на предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Според роковникот, избирачкиот список јавно ќе биде објавен на 25 април, а во рок од 15 дена граѓаните ќе може да проверат дали се на списокот. До 9 мај трае пријавувањето за гласање на македонските државјани кои живеат во странство, односно за гласање во 7-та изборна единица. Избирачкиот список треба да биде заклучен на 19 мај. Партиите па кандидатските листи ќе треба да ги заклучат на 11 мај. Изборната кампања почнува од 16 мај и завршува на 3 јуни на полноќ. Турските власти ќе градат 3 нови бегалски кампови за сирици. Билансот на жртвите од силниот земјотрес во Еквадор достигна 272 лица и може да се зголеми. Најмалку 25 лица уметници од една оперска трупа загинаа во Источна Индија, откако автобусот со кој патувале излетал од патот и паднал во амбис длабок 76 метри. Ова се вестите од светот. Турските власти ќе градат 3 нови бегалски кампови за сирици. Капацитетот на камповите ќе биде за околу 40.000 бегалци. Новите центри за сместување бегалци ќе бидат најголеми во светот. Според шефот на службата за бегалски кампови, во новоизградените центри ќе има медицински објекти, училишта, центри за рехабилитација и џамии. Турција прифати најголем број бегалци од Сирија, над 2,5 милиони луѓе, наведува Анадолија. Билансот на жртвите од силниот земјотрес во Еквадор достигна 272 лица и може да се зголеми, изјави еквадорскиот претседател во своето обраќање до нацијата. Ова е најголемата трагедија во последните 67 години. Се прават напори за пронаоѓање на преживеаните под урнатините, истакна тој, која прекина посетата на Италија и веднаш се врати во земјата. Тој нагласи дека досега е потврдена смртта на 272 лица, а 2068 се повредени, додавајќи дека наскоро во најзагрозените реони се очекува да пристигнат 2 мобилни болници. Во 6 провинции во земјата е прогласена вонредна состојба. Еквадорскиот министер за правда изјави дека околу 100 затвореници избегаа од затвор по земјотресот, од кои 30 биле уапсени. Голем број земји од регионот, како Боливија, Колумбија и Венецуела, веќе испратија хуманитарна помош за Еквадор. Најмалку 25 лица уметници од една оперска трупа загинаа во Источна Индија, откако автобус со кој патувале излетал од патот и паднал во амбис длабок 76 метри, јавија локалните медиуми. Во автобусот се наоѓале околу 40 луѓе, меѓу кои жени и деца. Несреќата се случила во индиската држава Одиша, кога возачот влегол во остра кривина и е изгубил контролата над возилото. Индиските медиуми јавуваат дека 11 лица се тешко повредени. Пожарникарите и полицијата учествуваат во акцијата за
спасување, но нивните напори ги отежнува непроодниот терен, густата шума и лошата видливост. Сообраќајните несреќи со фатални последици се чести во Индија, каде според податоците на Светската јавна организација, повеќе од 200.000 луѓе годишно ги губат животите во инциденти на патишта. Во првата македонска фудбалска лига познат распоредот на екипи за плей-оф и плей-аут над преварите. По крајот на вчерашниот трет круг од домашниот шампионат познат е и распоредот на надпреварите за плей-оф и плей-аут разигрувањето во првата македонска фудбалска лига. Како и минатата сезона, 6 екипи ќе играат уште 5 кола во битката за титулата и места кои водат на европската сцена. Дербито меѓу Вардар и Шкендија, кое дефинитивно во голема мера се очекува да го даде одговорот околу шампионската круна, ќе се игра веќе во второто коло од плей-офот на 24 април на националната арена Филип II. Во продолжение следува блок на вести од меѓународната спортска сцена. Капитенот на македонската ракометна репрезентација Кире Лазаров се врати на терените многу порано од очекуваното. Иако имаше мала минутажа на надпреварот против Бенидорм, македонскиот интернационалец го постигна 800-тиот гол. Ова фантастично остварување го реализираше во дресовите на Барселона, Атлетико Мадрид и на Сиудат Реал. Во мечот во кој каталонскиот гигант апсолутно издоминира над противникот. Лазаров беше стрелец два пати, еднаш од 7 метри и еднаш со удар од 9 метри. Барселона победи со 33-18 и е се поблиску до одбрана на титулата. Со синоќешните надпревари се комплетираше првата рунда од четвртфиналната серија од разигрувањето за шампионската титула во НБА лигата во двете конференции. Кливленд потешко од очекувањата го совлада Детройт со 106-101. Триумфот на домашниот тим му го донесе триото Ирвинг, Лав, Джеймс, кој заедно постигна 81 поен. Кајри Ирвинг имаше учинок од 31 поен и 6 додавања. Кевин Лав додаде 28 поен и 13 скока, додека Леброн Джеймс пиша 22 поен и 11 асистенции. На спротивната страна најефикасен со 21 поен беше Поуп, а Маркус Морис постигна 20 поени. Сан Антонио беше убедлив против Мемфис и славеше со 106-74. Леонард беше стрелец на 20 поени, а Ламаркус Олдрич имаше 17 поени и 4 скока. Во поразениот тим прв стрелец со 16 поени беше Винс Картер. Лос Анџелес Клиперс забележа победа од 115-95 во дуелот против Портланд и стигна до нова победа во првото коло од разигрувањето за титулата. Прва звезда во победничкиот тим беше Крис Пол со учинок од 28 поени и 11 асистенции. Блейк Грифин додаде 19 поени и 12 скока, додека Деандре Джордан впиша 18 поени и 12 освоени топки под обрачите. Ако пред 4 кола изгледаше речено прашањето околу освојувачот на титулата во шпанска примера, трите порази на Барселона на последните 4 надпревари донесоа еден сосема неочекуван расплет на настаните во Шпанија, од кој секако најмногу можат да профитираат мадридските Атлетико и Реал. Лошата форма на каталонците им даде шанса на ривалите да се надеваат на трофеот во националното првенство, но тоа пак сигурно ги радува неутралните љубители на фудбалот. Трите тима кои водат битка за титулата во овие моменти ги дели само еден бод, а многу работи за тоа кој ќе се радува на крајот ќе бидат познати по наредните 5 кола во кои Барселона, Атлетико и Реал ќе имаат императив да победат на сите надпревари. Во сенка на новиот неуспех мина јубилејниот 500 погодок на Лионел Меси во кариерата, кој во дербито беше единствениот стрелец за домашната екипа. Времето во Македонија ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. УВ индексот ќе има висока вредност 7.
Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Благодарам на вниманието. Пријатно попладне.